Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес, како впрочем и секој понеделник, ќе го задржиме вашето внимание се до 18 часот и ќе бидеме интересни со сето она што ќе го говориме на темата која што денес ја одредивме да биде предмет за наш разговор со мојот денешен гостин. Бидејќи минатата недела, 2 април, беше одбележан светскиот ден на аутизмот, одлучивме да проговориме малку повеќе за аутизмот и состојбата кај нас со него, а за таа цел веќе со мене во студиото мој денешен гостин е професор доктор Владимир Трајковски, кој што е професор на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје, а исто така и е претседател на Македонското научно здружение за аутизам. Компетентна личност која што многу може и има што да каже околу состојбите за аутизмот. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Владимир, ќе замолам од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен токму на оваа тема, потоа ќе се вратиме во студиото. Аутизам е нарушување на невролошкиот развој кое се одликува со намалена способност за социјализација и комуникација и со ограничено и повторливо однесување. Сите овие знаци се манифестираат пред 3 годишна возраст. Аутизмот има цврста генетска основа, но генетскиот состав на аутизмот е сложен и не е јасно дали НСА се објаснува со повеќе ретки мутации, кои имаат огромни ефекти или пак со мултигенски интеракции на нормалните гени. Во ретки случаи аутизмот е поврзан со фактори кои предизвикуваат вродени малформации. Постојат и многу контроверзни теории за некои причинители, кои што можат да произлезат од опкружувањето, како што се тешките метали, пестицидите или вакцините, кои се примаат во раното детство. Хипотезите за вакцините се биолошки невозможни и не се потврдени со достојни научни докази. Аутизмот се појавува кај 1 до 2 од 1000 луѓе. Распространитоста на НСА е 6 луѓе од 1000, со тоа што се јавува 4 пати повеќе кај машката популација отколку кај женската. Бројот на луѓе кои се диагностицирани дека страдаат од аутизам почна драстично да се зголемува од 1980-тите години, делумно поради промените во диагностиката. Причините за зголемениот број на случаи со аутизам се непознати. Родителите обично ги забележуваат симптомите во првите 2 години. Симптомите обично се развиваат постепено, но има исклучоци кај некои деца со аутизам, кои отпрво се развиваат нормално, а потоа нивниот развој назадува. Иако преземањето мерки во поглед на воспитување или учење за спознавање на светот уште во раниот период од детството може да им помогне да станат способни да се грижат за самите себе, да комуницираат и да се социјализираат. Не постои лек кој што делува 100%. Не многу деца со аутизам се осамостојуваат и живеат независно по стекнувањето полнолетство, иако некои од нив стануваат успешни. Развиена е и култура на аутистите во рамките на која што некои бараат лек, додека пак други веруваат во тоа дека аутизмот не треба да се третира како нарушување, туку да се толерира како разлика. Аутизмот е многу променливо нарушување во психолошкиот развој кое што најпрво се појавува за време на многу раното детство или во малку подоцнежниот период од детството и воглавно продолжува со иста брзина на развивање, без намалување на интензитетот. Очигледните симптоми се појавуваат постепено по 6-месечна возраст. Веќе можат да се потврдат од 2 до 3 годишна возраст и имаат тенденција да продолжуваат да се појавуваат во зрелите години, но често во промената форма. Аутизмот не се утврдува со само еден симптом, туку со карактеристичната тројка од симптоми: нарушување во способноста за социјализација, нарушување во способноста за комуникација и ограничени интереси и повторливо однесување. Има и други чести симптоми, како необичниот начин на јадење, но тие не се пресудни при диагностицирањето. Карактеристичните симптоми на аутизмот се појавуваат низ целиот свет и на тој начин што аутистите не се разликуваат драстично од остатокот од населението, при што исто така нема и некоја остра линија помеѓу поблагите и потешките патолошки случаи на аутизам. На прашањето дали вакцините предизвикуваат аутизам, неодамнешни истражувања покажуваат дека бројот на вакцинирани деца значително опаднал ширум светот.
Причината за ова е популарната дебата за вакцините. Од научна гледна точка не треба ни да има дебата, но одредени теории не им дозволуваат на луѓето да ја вратат целосната верба во вакцините. Во комбинација со чистата вода и хигиената, вакцините се еден од најефективните начини за спречување болести и спасуваат милиони животи секоја година. Тогаш, зошто луѓето толку лесно решаваат да не ги заштитат своите најмали? Луѓето кои се против вакцинирањето кажуваат работи кои може да ви исплашат. И ако не сте добро запознаени со работите кои ги кажуваат, многу лесно може да го прифатите нивното мислење. Па што е вистина, а што не? Представниците на Светската здравствена организација на регионалниот состанок за имунизација минатата година порачаа дека ММР вакцината не предизвикува аутизам и дека секој кој инсинуира дека постои таква врска е измамник. Сепак, лекарите сметаат дека децата треба да се вакцинираат, а сите наводни несакани последици од имунизацијата се само небулози. Почитувани гледачи, накусо можевте да добиете информација од овој прилог што представува аутизмот, меѓутоа за сите поопширни информации и на сите оние прашања кои што ги имаме подготвено за денес, како што кажав и на почетокот, со мене е веќе во студиото професор доктор Владимир Трајковски, кој што е професор на Институтот за дефектологија и е председател на Македонското научно друштво Здружение за аутизам. Професоре, добре дојдовте, ви благодарам што одвоивте време денес да бидете дел од ваш термин. Добар ден до вас, до сите во студиото и до вашите почитувани гледачи. Така. Пријатно се чувствувам во вашето студио и како што знаете, јас не сум прв пат овде гостин и секогаш се трудам позитивно. И драго ми е што 3 години сигурно не сум бил да. И откако ме поканивте, иако сакав да предложам некои од помладите мои колешки и колеги, но вие сепак инсистиравте да дојдам јас и ја одвоив малку од моето време. Бидејќи минатата недела, како што кажав и на почетокот, веќе беше 2 април, светскиот ден на аутизмот, меѓутоа некако месец април е месецот на кој што повеќе се обрнува внимание на аутизмот. Како вие како Македонско научно здружение го одбележавте овој ден? Имаше ли нешто посебно кое што го презентиравте или подготвивте за тој ден? Како што рековте, овој ден е востановен 2007 година, меѓународниот ден или светскиот ден за аутизмот, а ние започнавме уште 2011 како здружение да го чествуваме, да го одбележуваме и да се обидуваме да подкреваме јавната свестност во тие години, особено крајот на 90-тите, почетокот на 2000-тите години, многу и не се знаеше. И од 2011 до 2014 наистина правевме доста сериозни и големи масовни манифестации со кои што имавме за цел да анимираме што повеќе медиуми, новинари и да стигнеме до општата популација. А во оваа година и минатата година малку го сменивме тој курс, бидејќи сметаме дека доволно е подигната јавната свест. Сега треба да одиме кон прифаќање на лицата со аутизам во општеството и кон нивна целосна инклузија, не само декларативно, туку и да биде тоа навистина не само на хартија, туку и да навистина да видат родителите и самите деца некаква корист. Значи, ние се придруживме на кампањата на Аутизам Европа, така, како што можете да видите вашите гледачи на од фотографиите. Екраните, да. Ние ги преведовме сите нивни материјали кои што на македонски јазик уште пред некаде 3 до 4 седмици со почетокот на самата кампања и тие ги споделувавме на нашите социјални медиуми, на Facebook, на Twitter, LinkedIn, така што мислам дека допревме до доста широка популација во Македонија и на околу 10 јазици, мислам, од прилика е преведено, така што, иако ние не сме членка на Европската Унија, сепак на страната на Аутизам Европа
можат да се најдат овие материјали, сите некому ако му се потребни на македонски јазик, преведени, значи од наши членови, со кои што може да се видат заложбите наши, како Македонско научно здружение, и на сите останати здруженија кои што се членки на Аутизам Европа. Така. Постоите 19 години како Македонско научно здружение за аутизам. Дали за овие 19 години можете да забележите разлика во однос на информираноста на граѓаните за аутизмот како нарушување? Да, токму така, како што сте забележале, сега во мај ќе прославиме 19-тиот роден ден, а до година и голем јубилеј, 20, со една голема конференција, но за тоа можеби ако остане време на крајот од емисијата. 19 години има огромна разлика. Во 2000-та кога се основавме, постоеше само едно здружение родителско кое за жал згасна некоја година подоцна и ние во 2000-та го оформивме и дури потоа некаде после 2010-11 почна да се формираат и други здруженија и сега веќе ги има 6 до 7 во нашата држава, што е една голема бројка за малата популација, 2 милиони луѓе, но секој има право нели да формира здружение, така што ќе се видат ефектите од постоењето на овие здруженија, но она што сакам да го кажам за нашето да се концентрирам, ако се сметаше дека во тие првични години од нашето битисување многу малку се знае за аутизмот, тогаш имав поеднаш годишно гостување во ТВ, радио, медиумите и во печатените еднаш до 2 пати, сега најмалку 3 до 4 пати годишно, например, јас лично гостувам. Многу повеќе новинари изразуваат интерес и, например, ќе кажам, само што нема да спомнам нели телевизијата заради реклама, но на 2 април и покрај тоа што премиерот на јужниот сосед беше тука и тоа беше главна вест, сепак една од новинарките изрази желба да од една од приватните телевизии да земе изјава од мене. Тоа ми укажува дека сепак нешто сме направиле во овие 19 години, а да не зборам за печатените медиуми, за порталите. Кога сме последната голема манифестација некаде 2014 кога ја правевме, во некаде 50 портали беше пренесена веста за нашата манифестација во Музеот на македонската борба, што ја организиравме, преку 250 луѓе имаше присутно и министерот тогашен за труд и социјала беше присутен и така високи гости имавме од светот на науката и од медицината и дефектологијата, психологијата секако и ете тоа може да се каже дека во последните 7-8 години на вистина има голема разлика во подигнувањето на јавната свест и затоа јас и во еден мој пост на Facebook, точно на 2 април, мислам беше, или на 3, не ме фаќате за збор, кажав, еве, ја подигнавме јавната свесност, сега треба да се прифатиме кон посериозно решавање на системските проблеми кои што ги мачат овие деца, лица и семејства со аутизам во Република Македонија за структурно решавање на проблемот. Мислам дека е доволно од такви големи манифестации. Сега треба министерствата, авторитетите, креаторите на политиките да се зафатат, например, со креирање на национална стратегија, тоа што го говорам повеќе од 10 години, сигурно, 15 години. За да дојде до резултати. Тука би сакала и да напоменам дека Европскиот парламент, Европа, веќе ги повикува сите членови на Европскиот парламент да искажат поддршка за унапредување на правата на лицата со аутизам на изборите кои што ќе се одржат во мај. Значи ли ова дека бројот на лицата со аутистичен спектар се зголемува од година во година? Да, бројот се зголемува и веќе се оперира во Европската Унија со бројка помеѓу 5 и 7 милиони жители во Европската Унија. Тоа е огромна бројка и европарламентарците се навистина загрижени и тоа е за поздрав што Аутизам Европа направи еден манифест кој што исто така ние Вие се вклучивте? Се вклучивме во таа кампања, го преведовме и може да го пуштат од реже и видеото? Да, и видеото е во контекст на кампањата од Аутизам Европа, тоа е правено од една асоциација во Шпанија, за тие што разбират англиски може да го видат титлот. Зашто се однесува таа кампања, а инаку манифестот не е тука представен на ова видео, туку манифестот се однесува
на подобрување на квалитетот на живење на лицата со аутизам на секаде во Европа, дури и во членките кои што се кандидати или не се дел од европското семејство, од Европската унија, значи ние те дадовме и кон тоа придонес, го имаме преведено, ставене на нашиот блог на Македонското научно здружение, можат сите да го даунлодират и јас исто така го поделив до новинарите пред 2 април, да. Тука значи треба да се работи на сензибилизација на новите европарламентарци, да работат на подобрување на секојдневниот живот, на квалитетот на живење, на една целосна инклузија. Практично, како што рековте, да почне нешто да се работи за тие лица и да им се подобри во секојдневниот живот. Да, нивниот живот да се подобри во сите аспекти, не само едукација, здравство, туку, например, и култура. Ние исто така, тоа заборав во првото прашање да го напоменам, дека ние се вклучивме во активностите покрај ова со аутизам Европа и во културолошката инклузија на лицата со аутизам и воопшто лицата со инвалидности и со посебни потреби во Македонија, заедно со Националната галерија на Македонија, во еден проект Уметност за сите, кој што е финансиран од холандската амбасада. Еве сега имавме работилница, деца со аутизам, значи беа да ги почувствуваат, црта одлични ликовни дела и мислам дека уште е поставена изложбата во четвртокот. Беше поставена во Чифте Амамот и мислам 7 дена ќе трае, така што вашите гледачи, ако се заинтересирани, можат да ги видат тие мали ремек дела на децата со аутизам од Македонија. Ајде тука ќе може да ни се вклучат нели гледачите, ако има некој кој што сака да постави некое прашање или некој проблем ако има со нивните дечиња или внучиња во кои што можеби се сомневаат дека имаат проблем во однос на аутистичниот спектар на нарушување, може да се приклучат во нашиот разговор, да постават прашање некој домоденешен соговорник, доктор Владимир Трајковски, и се разбира, тој ќе се обиде да им даде некоја насока во однос на оној проблем што ќе го искажат. Каква е состојбата, доктор Владимир, кај нас со аутизмот? Имаме ли ние, многу пати и често пати е тоа поставувано прашање, дали имаме ние регистар на лица со аутизам? Да, тоа е... Дали воопшто сте имале комуникација со Министерството за здравство? Дали воопшто и се планира да се направи таков регистар, бидејќи практично треба да имаме таков регистар, да имаме сознание колку точно лица има со аутистичен спектар на нарушување? Така, да. Ова е едно од најчестите прашања што ми го поставуваат новинарите. За жал, не постои регистар се уште. Тоа се наши интенции уште во нашите почетоци во 2001-2002 се испраќани писма до тогашните министри за здравство. Направена беше и брошура правата на лицата со аутизам, во каде што делот здравствена заштита исто така е добро обработен, кој што исто така е слободно може во PDF формат да се симне од нашата веб страница за сите заинтересирани. Сите влади до сега, Министерството за здравство, не се нешто премногу заинтересирани, бидејќи сметат дека ова е скапа работа, креирање на регистар, мислат дека аутизмот не е толку значајна работа, како да имаат поприоритетни некои задачи. И јас да видам искрен, во последните години не се ни трудам да барам или да остварам некакви средби со актуелните министри, од кога видов дека во почетните години нашите писма не беа заинтересирани, воопшто не бевме повикани како здружение, ниту јас како председател за разговор, да објасниме за потребите, затоа што за да креирате здравствени политики за една состојба нарушување како што е аутизмот, кој што е во еден огромен раст, значи имаме податоци ние сега од 2018 од Центарот за контрола на болестите. Дали се зголемува? Во САД 1 на 68. А кај нас? Кај нас исто се зголемува, но немаме бројка. Јас направив една екстраполација статистичка. Според населението, ако претпоставиме дека 2 милиони жители има во Македонија, ние би очекувале во Македонија да има околу 20.000 деца и возрастни лица со аутистичен спектар на нарушување, што воопшто не е мала бројка. Но, за жал, често пати тоа можам го говорам, лицата со аутизам се најмаргинализираната група од сите видови на лица со попреченост. Значи, најмаргинализираната група и тука имаше некои најави пред 4 или 5 години дека е започнато
но во сериозни држави доволно е, например, 1 година за да направите вие регистар за одредено нарушување или болест. Так. Кај нас сето тоа оди некако тешко, бавно, со многу препреки, со многу обструкции од страна, со правдање на авторитетите дека се нема пари, а се трошат пари за некои други нешта. Секоја година имаме некакви избори, референдуми, кампањи, тука одат милиони евра и милиони денари. А тие пари би можело и како да се искористат за нешто, да. И јас верувам дека кога би се направил таков регистар, ние би дошле до таа бројка и тој да го водат професионалци кои што го знаат аутизмот, епидемиолози, доктори по медицина, исто така психијатри би биле вклучени во тоа и би помогнале. Например, нас никогаш не имаат повикано од Министерството за здравство да ни дадат за совет, а ние со години работиме, имаме стручни профили од сите, не само доктори медицина, дефектолози, психолози, социјални работници имаме во сите оние кои што се потребни во третманот на аутистичниот спектар. Кои се тие симптоми во развојот на децата што треба да укажат на родителите дека се работи за аутистичен спектар на нарушување? Претпоставам дека има повеќе. Дали само еден од симптомите, ако се забележи, треба да веднаш да се реагира или како според вас? Еве вака малку да ги информираме. Има повеќе симптоми во кои што родителите кои што немаат допир со медицина или со дефектологија и психологија, тешко би можеле тоа да го забележат, ако не се медицински едуцирани. Например, детето новородено или подоцна и доенче, или премногу спие, значи е премногу мирно во текот на ноќта. И тоа не е во ред. Тоа не е, значи, или пак е премногу раздразливо. Оди во двете крајности, нон-стоп плаче во текот на ноќта. Понатаму, на довикување на неговото име, обично не го прати контактот со очи на својот родител. Тоа е исто така сериозен загрижувачки знак. Не се врти, значи, од онаму каде што звуците доаѓаат, иако во огромен процент слухот кај нив е во ред. Немаат слушни нарушувања, но едноставно не реагира на звуците на своите најблиски и тоа би требало, тоа се тие први знаци, или пак има некои повторувачки движења во првата година кои што не се типични за, да кажам, невротипичната популација на деца за таа возраст. И сега некогаш дури медицински наобразувани родители не можат да го приметат тоа или не сакаат да го приметат, бидејќи особено во Македонија родителите многу тешко се носат со дијагнозата аутизам и треба да поминат месеци и години, би рекол, за да прифатат дека навистина нивното дете има аутистичен спектар. А колку порано прифатат, толку подобро за нивното дете, затоа што ќе му пружат побрзо помош и исто подобро за нив самите, за да можат да ги преземат потребните и необходни мерки понатаму во третманот и во рехабилитацијата на нивното дете. За кои симптоми најчесто родителите се обраќаат до вас или до некои стручни лица? Кои се тие најчести нарушувања во развојот за кои што се обраќаат и велат дали моето дете има проблем со аутистичен спектар на нарушување? Најчесто се обраќаат, одлично ви е прашањето, се обраќаат заради немање на говор до третата година, а тоа е алармантен знак. Значи, доколку детето во првата година не ги изговара зборите мама, тато, наслогови, баба, дедо, основни, може да се почека уште 6, 7, 8 месеци, но веќе на 18-тиот месец, ако нема никаков говор, тоа е сериозен аларм да морат да го однесат на макар и да детски психијатар, на педијатар, да се потврди дека е можеби нешто друго, да не е аутизам. Да, често пати ние мора да одат на дијагноза, па дури да докажат дека не е аутизам. Значи, мора да отидат на преглед, да бидат сигурни дека не е аутизам. Зашто, како што велите, ако е навреме, пак и почне навреме да се реагира. Секако, раната детекција, раната дијагностика се еден од успесите за добар третман. Колку порано се почне, тоа е можностите за подобрување на целосната клиничка слика се многу подобри. Така што, значи, тоа е прво да се навратам на симптомите, значи немање на говор. Потоа,
стереотипно однесување, движење на рацете, некои повторувачки движења на рацете или нишкање на рокинг, се вика тоа во англосаксонската литература. Да, можеше и во прилогот да се забележи. Да, што можеше да се забележи прилогот за оние кои што прв пат се среќаваат со овој поим беше одличен. Значи, тоа се тие знаци, слабата социјална интеракција, исто еден од доминантните знаци. Значи, ваквите деца не играат со своите врсници. Они седат во едно ќоше и сами си играат со играчки. И исто така, како што кажав и на почетокот, не го следат контактот очи со своите родители или со другите блиски членови на семејството. Избегнуваат контакт. Дури некојаш велат често родителите, ова не е аутизам, ме погледна, а ја погледнал мајката помалку од 1 секунда. Тоа не е квалитетен контакт очи со очи. Значи, за да имате добар контакт очи, минимум 3 до 4 секунди детето треба да го задржи и таа размена. Исто така има доста сензорни нарушувања кои што во почетокот можеби родителите нема да можат да ги забележат, како во аудитивната перцепција знаат да ги затвараат ушите при гласни звуци, значи не трпат галама, некои, не сите. Значи ова сакам да потенцирам за вашите гледачи дека ова симптоматологија е широка и децата, едно дете со друго дете не мора да биде, никогаш не е исто. Значи може да има да споделуваат 2 до 3 симптоми, а да има по 2 до 3 различни. Затоа често пати ги буни родителите кога ќе видат едно дете со аутистичен спектар, а нивното дете е малку поразлично од тоа, а сепак и тоа има аутистичен спектар, затоа што не е ова класично некое заболување во кое што имате 5 симптоми и тие 5 симптоми се јавуваат кај сите деца, да речеме. Така што тука можно е да некои од симптомите ги нема или имаат проблеми со тактилната перцепција, со допир и така, со визуелната перцепција им сметаат оние стробоскопи, лајт шоу и така натаму, реклами, па стануваат доста вознемирени, анксиозни, може да пискаат, да врискаат на јавни места и тоа оддава впечаток за другата популација која што ги гледа дека родителите не го воспитале детето, за оние што не знаат што е аутизам, но не треба да реагираат така, бидејќи треба да знаат дека детето со аутизам кој ќе се најде во една продавница, маркет или на отворено, може да изреагира така и тоа не е резултат на невоспитано дете, туку тоа е резултат на самиот аутизам. Така. Ајде уште еднаш тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме на тема аутизам, сите оние кои што не следат, ако имаат некое прашање во однос на оваа проблематика за која што говориме или сакаат да постават некое прашање од мојот денешен соговорник, може да се јават на нашите познати телефони. Доктор Владимир, кажавте многу од околу симптомите. Би сакала само да кажам или да ве прашам, дали само ако и еден од овие симптоми се забележи кај некое дете, треба да се реагира, што значи дека не мора да ги има сите симптоми, така? Како што кажавте, секое дете со аутистичен спектар на нарушување има различни симптоми. Не е исто со другото. И еден симптом да има, треба да се реагира, не значи дека ќе има аутизам. Да, меѓутоа веднаш да се реагира. Да се оди, да се диагностицира состојбата. За да се добие диагнозата, мора да има, според таа DSM класификација од Американската психијатриска асоциација DSM-5, најновата од 2013, треба да има повеќе, значи од повеќе групи, сега да не држам предавања како за постдипломци, баш сега наредниот викенд со новата генерација во сабота и недела имам со 11 постдипломци, така што ете за нив тоа предавање ќе биде. Точно се прецизира кои симптоми треба да ги има, од која група на симптоми и тогаш веќе се дава диагнозата, а диагнозата нималку не е лесна, бидејќи немате чаробно стапче, односно не можете да извадите крв и да кажете како кај шеќерната болест или диабетес мелитус, ако подолго време има покачена гликемија и ако глукоза интолеранс тестот, например, позитивен, тогаш давате диагноза шеќерна болест и јасно е дека е тоа. Овде најмногу со обсервацијата, со долго клиничко обсервирање, со доста познавање на проблематиката може да бидете сигурни во диагностиката, откако ќе ги видите тие нетипични однесувања, слабиот интерес за социјалната средина. Значи, воопшто, они не знаат како да се играат со другачињата. Они сакаат, но не знаат како да пристапат. Но не знаат и затоа избегнуваат. Да, избегнуваат во подоцнежната возраст, например, адолесцентската, пубертетска возраст, тие не знаат да се додворуваат на спротивниот пол.
не знаат како да пристапат и затоа многу тешко ја остваруваат љубовни врски, а уште потешко стапуваат и во брак. Какви видови на аутизам постојат? Па можеме да го класифицираме и да го поделиме на повеќе групи и видови. Например, според тежината на клиничката слика имаме лесна форма и таа е со најдобра прогноза, умерена и тешка форма. Во тешката форма тоа се оние лица кои што имаат тешка интелектуална и длабока интелектуална попреченост, каде што најмалку може да се стори со мерките за рехабилитација и така натаму. Тоа е едната поделба. Значи, во однос на клиничката слика има еден тест КАРС, се вика тој, скала, и таму има поени од 20, 40 и 60, во зависност во која група спаѓа, така се класифицира лесен, значи умерен и тешка форма. Така. Втората поделба е на примарен и секундарен. Така. Примарен аутизам или идиопатски, ние докторите го нарекуваме, тоа е од 80 до 90% од популацијата со аутизам го има и тоа е оној аутистичен спектар на нарушување каде што не можеме да откриеме причината заради кое што настапил аутистичниот спектар, а втората група, тоа е секундарен аутизам, самото име кажува, тука предходи одредена најчесто генетска медицинска состојба, например неврофиброматоза, туберозна склероза, фрагилен Х синдром, значи предизвикано од некоја друго заболување и нарушување, каде што точно можеме со одредени инвестигации да го одредиме примарното нарушување. Дури и Даун синдромот, например, 7% од децата и лицата со Даун синдром може да секундарно да развијат аутистична симптоматологија и да имаат двојна диагноза, да имаат и аутизам покрај примарното генетско или биолошко останато нарушување. Така. Секогаш кога говориме за аутизмот, едно прашање е тоа што најчесто виси на нашата глава, без разлика дали на нас како новинари, на вас како професори кои што за тоа сте докторирале. Еве само да напоменам дека имате и 2 научни трудови, односно според 2 учебника, според кои што вашите студенти така се едуцираат. Тоа е аутизам и первазивни развојни нарушувања и аутизмот. Кои се причините, доктор Владимир? Знаеме дека не е точно утврдено кои се тие причини кои што предизвикуваат аутизам, меѓутоа, можеме ли да посочиме барем некои причини кои што се виновни за овие аутистични нарушувања кај децата? Ова прашање е доста никогаш не е така до крај разјаснето, затоа што се уште главната причина уствари се знае дека во основата лежи огромна генетска предиспозиција и тоа сакале родителите или не сакале да го прифатат, тоа е научно докажано и тука не можеме ние да си играме. Значи има аутистичниот спектар е со највисок коефициент на наследност или херитабилност во генетиката, бидејќи јас предавам генетика и тоа го знаат и моите студенти. Тој има повисок индекс на наследност дури од шизофренијата и од сите невропсихијатриски нарушувања. Значи во основата се повеќе нарушени гени, мутирани гени или гени со помала вредност да кажеме. Се претпоставува дека веќе и неколку се откриени дека се измеѓу 10 до 100 гени влегуваат како можни и од ден на ден се откриваат доста или copy number variation се вика тие повторувања во нашиот геном кои што би укажале, но самиот факт дека нема 100% генетска предиспозиција укажува дека не е чисто генетско нарушување, како што има одредени, например, мутации на еден ген и доведува, например, туберозната склероза, се знае дека е генетско нарушување и има 50% веројатност во секоја наредна бременост дека детето има можност да развие туберозна склероза. Овде ситуацијата за кога ме прашуваат родителите за генетско советување, некаде ризикот е од 3 до 7% ако веќе имаат едно дете во семејството, за наредното дете да развие аутизам. Значи, ова е полигенско нарушување аутизмот. Но, покрај генетската предиспозиција, мора да има фактори кои што ќе бидат трие фактори, ќе бидат откочувачки фактори и тоа се одредени вирози во текот на бременоста кои што мајката можеби и не ги приметила, не ги забележила.
Говориме за вирози, овие секојдневни кои што се јавуваат или? Можно е да биде тоа херпес симплекс, можно така? исто така да остави Значи, последици вируси, на мозокот, така. да. Рубела вирусот е исто така. Токсоплазмата, дали? Токсоплазма не е вирус, но исто така и тој се обвинува како можен потенцијален фактор, поретко додуша, но се споменува и тој во литературата. Понатаму тешка бременост, значи компликации во текот на бременост и разни акушерски состојби, докажано е во одредени студии кога се земани анамнези од мајките, дека во голем процент тие имале одредени проблеми во бременоста, земање на одредени лекарства, исто така, особено во првиот триместар на бременоста, кога се развива мозокот, дека може, особено талидомидот кој веќе е исфрлен од употреба, тој е земан во 60-тите години на минатиот век како аналгетик, како бомбончиња го земале жените и покрај тоа што децата, главно тој бил тератоген на екстремитетите, се развивале деца со фокомелија, без горни и долни екстремитети, развивале и аутизам. Значи, особено ако мајката го примала во 24-тиот ден после гестацијата, после оплодувањето, значи тука има правени Патришија Родер, се вика таа истражувачка која ги има, која воспоставува теза за тој талидомид, но за среќа набргу е исфрлено од употреба. Потоа, како што во прилогот споменавте и вие, пестицидите и хербицидите се доста штетни, хемиски дури во бременоста кога мајката во бременоста, така? ако доаѓа со дојде во контакт со испарување од или храна која што била со премногу пестициди, може да развие исто така зрачењата од има теории во однос на мобилната телефонија и таблетите и така натаму. Многу теории за откочувачки фактори. Се уште се трага и се надевам дека иако сме 19-та година од 21-виот век, се уште точно, но без дилема генетската предиспозиција е сигурна и прв тригер кој што фактор кој што прв фактор, основен фактор. Неизбежно ми е да ве прашам, немаме многу време, меѓутоа знаете и колкава фама се дигна околу проблемот со морбилите. И колку родителите се уплашени да примат таа МРП вакцина. Што мислите вие наоку? Знам дека не е ништо можеби докажано, меѓутоа какво е вашето мислење во 2-3 реченици само за вакцините, колков удел имаат врз појавата на аутистичните нарушувања, за би сакало уште нешто да објасниме во однос на третманот? Да, научно не е можеби до крај докажано, имаше неколку студии кои што ги отфрлија вакцините, главно спонзорирани од фармацевската индустрија. Така? Но има истражувачи и мноштво илјадници родители кои што кажуваат дека децата направиле регресија, еве да кажеме дека 500-600 од 1000 се во заблуда, 700 дека е тоа коинциденција, ама 200 до 300 на пример. Не би можело да биде коинциденција, така што ја не сум антиваксер, да не ме разберат погрешно вашите гледачи, но во ваква епидемија на морбили би требало да се вакцинираат децата, особено ако се во здраво семејство каде што нема никакви индикации и показатели дека во семејството има некакво невропсихијатриско нарушување или некакво дека има аутизам. Ако веќе детето има аутизам, да речеме, јас тука не сум баш многу голем затоа што да се вакцинира. Да, детето понатаму, но тоа сепак е ризик на родителите. Да го прифаќат и треба да биде со одличен имунолошки систем. Детето кога ја прима вакцината, значи 3 недели пред и 3 по, јас препорачувам да примаат мултивитамински сиропи, малку да го подигнат имунитетот. Не сме воопшто да има ни најмала настинка на носето на детето, не сме да тече. Да, би сакала да ја прашам околу вакцинирањето. Значи, велите дека навистина треба да има добра имунолошка состојба едно дете, без разлика дали станува збор можеби за здрави деца кои што немаат никакви проблеми. Еве ми се случило кога мојата ќерка се ме вакцинирала, можеби некогаш е течело носто и докторките па ништо не е тоа мала настинка, меѓутоа на вистина треба детето да бидат сигурни дека е здраво, Се повеќе се читаме. Значи, сепак треба да се внимава на тоа. Треба да се внимава и дури добиваат на суд
одредени родители огромни суми пари обештетување затоа што детето со некаква настинка или тонзилофарингит било вакцинирано. Тогаш се прави една тоа не е добро за организмот. Воопшто не е добро затоа што се збунува тотално имунолошкиот систем ако вакцинирате едно дете кога тоа има некаква настинка или одредено друго воспаление. Значи мора апсолутно да биде здраво и мене ми доаѓа често родители... Може би е тоа нешто на кое што треба највеќе да обрнат внимание родителите кога ги вакцинираат децата? Да, секако да, јас тоа и го препорачувам, да обрнат внимание на тоа и да, кога им доаѓа терминот, да примаат обавезно мултивитамински сиропи 3 седмици да го јачат пред и по вакцинирањето, затоа што понекогаш не се развиваат веднаш симптомите. Особено ние родители што реферираат, а не верувам дека сите даваат лажни изјави. Обично после 3 недели од вакцинирањето тие кажуваат дека детето кое што зборувало, престанало нагло да говори, знаело имало одреден фонд на збори, потоа го изгубил, се повлеко во својот собствен свет, престанало да комуницира. Тоа се кажување на родителите и сега тоа кога ќе чуете такви илјадници. Веќе ви паѓа. Да, јас во Македонија минимум 100 родители имам слушнато дека еве од тие 170-80 нека се во грешка, али 10 до 20 можеби на вистина се во право. Можеби на вистина. Доктор Владимир, велите дека еве треба да се следи детето од мала возраст првите 3 години. Меѓутоа се случило ли еве кажувате дека можеби се случило, меѓутоа ме интересира која е таа највисока возраст кај која што од нормално здраво дете се појавува аутизмот како нарушување? Возраст, најголема возраст, да, на едно дете. Возраст, тоа е невроразвојно нарушување и до 3-та година може да се јави аутизмот. А подоцна не? Подоцна не може. Добро, дете кое што се развило нормално во првите 3 години, на 10 години не може да добие аутизам. Добро. Ме интересира колку влијание има исхраната кога веќе ќе се дијагностицира кај едно дете аутистичен спектар на нарушување? Ова прашање е доста интересно од аспект, поготово во мојот докторат правевме такви истражувања за пречувствителност кон казеин и кон глутен. Така. Казеинот е протеин од млекото, а глутенот е од житариците и во лебот. Ние утврдивме кај некаде околу до 30-35% од нашата популација во Македонија, децата се пречувствителни кон овие протеини, значи имаат алергиски противтела, тоа го правевме заедно со Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет на УКИМ во Скопје и препорачувавме да се води строга диета, 100% диета со исфрлање на тие или алфа-лактглобулин, алфа-лакталбумин, сите тие ги истражувавме кои што се потенцијални можат да бидат алергогени и не е малку, 1/3 веќе, значи, утврдивме во нашата популација, тоа не го откривме ние, него тоа се правени студии и во Италија, и во Соединетите Американски држави, кои што ние само ги потврдивме и затоа објавивме и трудови во странски списанија, кои што подоцна и доста се цитирани тие наши трудови, затоа што на вистина и во самата анамнеза, кога ги прашувате родителите, не сите, повторно ќе кажам, објаснуваат дека детето алергично на сирење, на млеко, се исфрла по телото, уште не знаат од што му е. Така што има доста алергогени компоненти кај децата со аутистичен спектар на нарушување и доколку се утврди тоа, например, јас родителите ги упатувам на Институтот за имунобиологија, може, мислам дека и на други места се вршат овие анализи, на неколку места во Скопје, сега да не правиме и реклама на приватните, значи, доколку се утврди дека имаат противтела или антитела кон казеин, глутен, тоа мора да се исфрли од исхраната, затоа што е забележано дека детето ја подобрува симптоматологијата. Во самата патофизиологија на нарушувањето, таа brain-gut бариера или мозок, црева е докажано дека со нарушување на интегритетот на зидот на цревата се абсорбираат некои штетни пептиди кои што потоа делуваат на централниот нервен систем и ја влошуваат симптоматологија. Кога ќе ги отстраните тие, децата се посмирени, подобро може дефектологот да работи со нив,
едноставно имаат, тоа е докажано, значи дека имаат подобрување во клиничката симптоматологија ако ја подобрат исхраната, затоа во некои тимови на запад и нутриционистот учествува во рехабилитацијскиот третман на децата со аутистичен. Имаме гледач некаде при крајот, ајде да го вклучиме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака да ви кажам, во моето потесно семејство има така детенце со аутизам. Кога се роди беше се најнормално и си јадеше и сите тие работи. Меѓутоа, после првата година почна да ја исфрла таа храна што ја јадеше и почна да јаде, да ви кажам, само пржени лепчиња, пржени компирчиња, тост да јаде, од овошје не сака ништо, сега почна краставица да јаде, детето сега има 10 години. Дали имате диагноза? Мислам, во редовно училиште си оди. Има диагноза дека има аутистичен спектар на нарушување? Да. Добро. За жал. Иначе одеше на часови, а редовно си оди на училиште, мислам, и многу е интелигентно. Висок процент на интелигенција има тоа дете. Да, еве тоа баш сакав и да го прашам доктор Владимир. 5% од децата може да имаат надпросечна интелигенција, господјо. 5% може да имаат над 120 IQ, може би вашето дете е во таа група. Така да и тоа е специфично за ова што ме интересира за исхраната, зошто одбива исхрана, зошто одбива да јаде тоа што треба да јаде. Зошто? Треба да се направат испитувања, одбива заради таа нарушувањата во сензорниот систем. Јас претходно објаснував за оптичкиот, аудитивниот и тактилниот, но не кажав дека може да имаат проблеми и со исхраната. Значи секогаш јадат, инсистираат да јадат еднообразна исхрана и на тоа треба да се поработи, значи да се испитаат, да се види дали има одредени антитела, например, кон глутен, баш пред малку што го говорев, а во самата природа, значи, на нарушувањето, и тоа многу тешко вие ќе го, бидејќи они инсистираат таа храна со одредена облик и форма или боја, значи, они инсистираат на тоа затоа што во природата на нарушувањето е тоа да се зависни само од одреден тип на храна и они стануваат доста нервозни ако им ја смените исхраната. Значи тоа е во самата природа на нарушување. Се грози од самиот мирис, докторе, од самиот мирис на храната се грози. Треба да одите на сензорна интеграција, се вика таа терапија, значи треба да се поработи малку на неговата сензорна интеграција, така што ја би ве упатил да се јавите на сензорна интеграција или да ми се обратите на имейл во студиото, го имаат. Да, па може да да ви се кажам јават, каде, да не правиме сега реклама на. Може да се јавите, еве веднаш после емисијата на истиот телефон, па ќе ве поврзаме со доктор Владимир, ќе ви дадеме контакт каде точно да се обратите за еве да го направите тоа испитување. Ви благодарам што се вклучивте еве кон крајот на емисијата за да еве на некој начин ви помогнеме околу овој проблем. Само накусо, исто така лицата со аутизам се поподложни на депресија и на суициди? Да, за жал така е. Во возрастниот период, значи во адолесцентскиот период и понатаму, докажано е дека 40 до 50%, особено тие што се со високо функционален, надпросечна интелигенција, имаат зголемена асоцирано со анксиозност и со депресивна состојба. И во такви ситуации правени се студии да повеќе се склони кон суицид овие деца, значи затоа тука треба задолжително психијатриска терапија, медикаментозна терапија, значи да се дадат антидепресиви за да се избегне можноста за вршење на суицид. Некогаш родителите избегнуваат да даваат терапија, но мора. Значи има ситуации кај што мора медикаменти да прима детето, ако е премногу агресивно. Некогаш некои деца со особено потешките форми знаат да бидат и агресивни. И тие мора да примаат невролептична терапија, седативи понекогаш и така натаму за да се смират. Биомедицинскиот третман кој што јас го спроведувам со давање на магнезиум, витамин B6 во високи дози, витамин B12, омега-3, омега-6, витамин D и така натаму. Сето тоа има многу добар ефект врз нивниот развој. Во секој случај третманот на овие лица со аутистичен спектар на нарушувања вклучува поголем број на лица кои што треба да бидат вклучени во третманот, еве да кажеме, и психолог,
и дефектолог. За сето тоа, например, да се сведе на доктор по медицина за медикаментозниот третман, за дијагностиката, така, со еден ефект за да се олесни така. Па и нивниот начин на живот, а и на начинот на живот како што сега ви го споѓата на оние кои што се дел од неговото семејство, нели, во однос на секојдневното живење на ние како здружение секогаш ќе се трудиме да овозможиме што подобра квалитет. Тоа ни се една од нашите цели за живење на оваа популација која што ја сметаме за еднакво вредна популација со невротипичната популација. Веќе тука морам да завршиме. Ви благодарам за денешното гостување. Останува со работката, па се што треба ќе информираме до нашите гледачи. Почитувани гледачи, тука ќе морам да ве поздравам за денес. Ви благодарам на вниманието. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.